Večno ja sakam, postaja svoja, Skopje kaže mi. Čarka ili Germija. Со чарка се зафаќала вода од реката која служела за различни потреби. Во постаро време, чарковите биле придвижувани со помош на човечка сила. На кое место на реката Вардар се наоѓале овие направи кои биле неопходни за користењето на водата. Чаркаите се наоѓале по текот на реката Вардар под керамидница, на просторите каде што подоцна била изградена кожарницата. Пред тоа постоеле дрвени бараки и сушилници во рамките на помали капацитети за обработка на кожа, за што била неопходна вода спроведувана од реката. Постои податок дека само во централното подрачје на Скопје имало најмалку 5 воденици. И уште еден куриозитет за ваквиот начин на експлоатирање на водата од реката. Имено, помалку е познат податокот дека на паркинг плацот наспроти денешен Holiday Inn некогаш постоел амам под името Вардар бања. Водата до амамот исто така била спроведувана со помошта на чарк, кој бил инсталиран во близината на брегот на Вардар во Ново Мало. Чаласан Марко. Чаласан Марко е најмладиот Microsoft систем администратор во светот. Марко Чаласан за прв пат се појавил на насловните страници во САД во мај 2010 година, кога CNN објави приказна за него. Марко има 12 Microsoft сертификати. Тој го добил својот прв сертификат на возраст од 6 години. Тој е најмладиот човек што некогаш го добил сертификатот MCSA, кој го добил на возраста од 8 години. Соработувајќи со рекордите поставени од М. Лавинашри, кој го добил својот сертификат на 9 години, и Михеј Беркли, кој го добил на 13 години. Марко потоа продолжил да студира за MCSE испит, кој исто така бил и најмладиот човек кој го добил сертификатот Microsoft Certified Systems Engineer. Тој предава компјутерски основи за децата од 8 до 11 во неговото поранешно основно училиште. Покрај тоа што се занимава со компјутери, Марко течно говори на 3 јазици и го учи четвртиот. Македонската влада се обиде да му помогне на Марко во понатамошниот развој на неговиот потенцијал. Никола Груевски, поранешниот премиер на Македонија, му дал информатичка лабораторија за да може да му помогне да го продолжи своето учење. Тој напишал книга за процесот на прединсталацијата, инсталација и постинсталација на Windows 7. Книгата се состои од 305 страници. Министерството за образование и наука на Македонија ги купи правата за книгата и бесплатно ќе ги даде на училиштата. Večno